За новиот проект на јавното предпријатие за државни патишта разговарам со директорот Љупчо Георгиевски. Господине Георгиевски, кажете ни што опфаќа овој проект и до каде е постапката за негова реализација? Добро, најнапред за постапката избрана е компанија од Турција, која што ќе ги изведува реконструкцијата на целиот наплатен систем на коридорот 10, тоа е автопатот Александар Македонски. Се овие денови се работи на подпишување, усогласување и подпишување на договорот. Секако очекуваме некаде за 2 до 3 недели тоа да се заврши и по добивањето на банкарската гаранција од страна на изведувачот ќе се стартува со проектот. Рокот на завршување е некаде околу 18 месеци, значи по потпишување на историот. Како во иднина ќе се наплаќа патарина? Што значи овој проект? Вака, значи ќе се исклучи човечкиот фактор во наплатата, значи ќе имаме безготовинско плаќање со картички, независно дали се тоа смарт картички, кредитни картички или со налепници кои ќе бидат на возилата, каде што автоматски ќе ги отвара рампите на патарините. Инаку целиот тој проект овозможува и планирано е да се зголеми број на патарините, значи на пролазите и секако градба на 2 нови. Тука се третирани и оние црни оние тесни грла, поточно на влезот во нашата држава, значи од Куманово према Скопје. Првата таа патарина кај Романовци ќе се помести према Куманово и бројот на премените од моментално сегашните 4 колку што постојат ќе се зголемат на 10. И истото тоа ќе се случи и кај патарината во Стобике градско. А додека другите 2 нови треба да се пребират на деловите каде што не е покриено со патарини, тоа е кај Демир Капија и кај ГПВ. Ова значи дека метежот на патарините ќе се намали? Да, бидејќи како што и пред малце спомнав, бројката од 4 или 5 постојни патарини се зголемува на 10, а сите останати патарини ќе бидат реконструирани, значи обновени и нивниот број зголеми. Значи и освен на Романовце и на градско и на останатите бројката се зголеми за 1 или 2 патарини плюс на постојните. Со ова ќе се намали можноста за незаконско работење на патарините како што имавме случаи изминативе години? Да, ние и сега го наменуваме тој проблем. Очекувам дека со новото ќе има можност бидејќи нема да има плаќање во готово, него тоа сето ќе се регулира со купување на такви картички во малопродажбата. Може ли да се очекува овој проект да се прошири на другите патарини во земјава? За почеток да се направи овој, а потоа ќе видиме и со останатите.